Денес е Велики четврток, ден кога Светата Црква одбележува 4 значајни настани од христијанството. Тоа е Христовото миење на нозете на апостолите, тајната вечера, исклучувањето на новиот завет помеѓу Бога и човекот со востановување на светата Евхаристија, односно светата причест, прошталната беседа на Господ Исус Христос со учениците на Сион и првосвештеничката молитва во Гециманската градина и предавањето на Богочовекот и неговите страдања. Токму на Велики четврток домакинките стануваат рано и пред изгрејсонце ги вапсаат првите великденски јајца. Денеска е Вел четврток, јајца се рано вапцува, стана у 5 сато ги вапца јајцата. Мојата мајка така правеше и ние се од неа традиција, сега па нашите деца нека прават како ние што правиме. После се бајна 100 јајце, што ќе се избајна на детето и тоа се чува цела година јајце. И 100 јајце сите деца, стари и млади се избајна на јајце. За здравје, за мир, за слога, за се и здрав што пуштиме у водата. Во меѓувреме во Штип се одржа работилница каде најмладите го учеа традиционалниот начин на вапцување јајца. А тоа се природни бои од растенија кои што при варењето испуштаат бои. Така цвеклото дава прекрасна бордо боја, морковите даваат портокалова боја, кромидовата лушпа дава црвеникава боја. Ние ставаме некои ливченца, детелинки, трева, а боја добиваме од цвекло, морков. Ја со мама понекогаш и бато помогнеме да ги обоеме јајците и да ги сварим. А се она што децата од градинките и основните училишта го подготвија за Великден, денес беше изложено во Штипскиот дом на култура на манифестација наречена Шарено великденско јајце. Замислата беше да го представиме Исусовиот животопис, представен во оние 5 негови периоди од животот, почнувајќи од раѓањето, крштевањето, неговата служба, апсењето, судењето, смртта и на крајот се разбира воскресението. Целта наша е да ги почитуваме и да ги поттикнуваме децата пред училишна возраст да ја гајат и негова традицијата на овој верски празник. Ваква манифестација општината и Домот на културата организираат 7 година поред. И било ми е што една таква традиција продолжува, ние го охрабруваме идната година да трае малку подолго, затоа што ова треба да го видат граѓаните на Штип. Ова треба да се види. Толку збогатена, убава и креативна изложба ние досега не сме имали во нашиот град. Во пресред на големиот христијански празник Великден, Христијанската црква Оаза организираше крводарителска акција. 11-та крводарителска акција на Христијанска црква Оаза, сега пред Велики петок, денот кога Господ Исус Христос беше распнат, и тоа е символиката што сакаме да ја запазиме. Неговата крв беше дадена за спасение на луѓето. Оваа крв на крводарителите ќе биде дадена да спасе нечiji живот. Јас по 50 пат давам крв за да се спасе нечiji живот. Добро е крвта се прочисти. На сите што не се до сега давале да пробат барем еднаш да видат колку е корисно за самиот себе, а и за другите, спасувајќи. Има многу здравствени придобивки, пред се контрола на сопственото здравје, бидејќи со секое дарување самиот дарител е подложен на лекарски преглед преку кој си го проверува сопственото здравје. Исто така после дарувањето крвта се тестира, на што самиот дарител има увид во својата здравствена состојба. Освен крв, денес се даруваа и храна и хигиенски средства. Унијата на жени и Унијата на млади на ВМРО ДПМН во Штип денес со хуманитарна акција. Успеавме да обезбедиме намирници за домаќинството. Решивме овие намирници да им ги подариме на ранливата категорија на наши сограѓани, односно на стечајните работници, со што настојуваме да им ги честитаме великденските празници. Волонтери од Унијата на млади сили се приклучија во организирањето на оваа акција. Вкупно има околу 65 пакети кои што се поделени на луѓето од најранливата категорија. Благодарност за пакетите што не помогнаа. Веќе утре православните верници го празнуваат Велики петок, денот на распнувањето на Господ Исус Христос.